Неделните протести покажуваат дека предложената пензиска политика останува чувствително политичко прашање за владата и покрај отстапките што Путин ги понуди деновиве преку телевизиското обраќање. В нашей стране отношения. Тогаш тој за прв пат ја презеде личната одговорност за реформата и ја опише како финансиска неопходност. Путин, кој беше реизбран во март, понуди да намали возраста за пензионирање за жените на 60 години од претходно предложената старосна граница од 63 години. Руските жени во моментов се пензионираат на 55 години. Тој рече дека предлогот за зголемување на пензиската старост за мажите од 60 на 65 години ќе остане непроменет. Тој притоа побара од рускиот народ да има разбирање за ваквата мерка. Сепак неколку илјади луѓе во неделата се собраа на 2,5 километри од Кремљ токму на протест против оваа реформа. Еден од учесниците на протестот, Павел Тарасов, вели: Меня лично ограбили. В том числе меня, а так ограбили, конечно, огромное количество населения. И все сказки про то, что там кто-то платит современному поколению, но с точки зрения моей, я всю жизнь выплачиваю деньги в пенсионный фонд и потом не получаю ничего. Вот содержание этой реформы. Меня обворовали. Я против. Многумина носеат црвени знамења и знамења на главниот организатор на протестот, Комунистичката партија на Русија. Недоверие президенту Путину за это выступление. Согласны? 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 Лидерот на Комунистичката партија Геннадий Зюганов во врска со целата ситуација оцени: В таком виде, как она предложена, это не реформа. Это, по сути дела, то, что подрывает сплоченность общества, не дает ему нормально развиваться, выходить из кризиса и осложняет и без того трудное положение нашей страны как внутри, так и вовне. Протести исто така се одржа и во неколку други руски градови. Анкетите на центарот Левада покажуваат дека рейтингот на Путин по предложената пензиска реформа опадна за околу 10% поени, иако се уште изнесува околу 70%. Тоа може да изгледа прилично високо, но тоа е најмалата популарност на Путин од руското анектирање на Крим во 2014 година.